подкаст. Како? Next Gen. Next Gen подкаст. Next Gen. Next Gen. Вие гледате 20-та јубилејна епизода на Next Gen подкаст. Моето име е Георги Докузов. Бидејќи од претходната епизода Никола Соколов не ми даде да ја најавам за моето стандардно интро, така што оваа 20-та јубилејна епизода почнува на различен начин. Заедно со мене да одбележиме оваа 20-та епизода. Денес проти мене седи Гоце Велевски, наш добро познат дизајнер. Гоце, здраво. Здраво на сите. Пред да почне Георги со неговите официјални разговори и само да кажам една работа вака. Ова е дисклеймер и public service announcement. Се што јас ќе кажам во овој подкаст е мое лично мислење, не е мислење на подкастот. Така да, ако имате нешто против, ќе ми се обратите на мене, не на подкастот. Фала, сега може да продолжиме. Извини. Како ти се свиѓа прво најавната шпица нова? Овој подкаст воедно оди со новата најавна шпица? Да, одлична е. Се Next вајба Gen на неа, да. подкаст. Се вајба на неа. Супер е, ми се свија. Така да, честитки. Мора да кажам дека, сега кажа дека е 20-та епизода, мене е втор пат у живот искачање на подкаст, така да со двојкиве имаме некоја комбинација тука изиграно, ќе биде интересен подкаст, се надевам. Така, јас не се сумневам воопшто, со оглед на тоа дека те следам доста време, кој што ти спомнав кога приставив према тебе да те поканам да бидеш гостин баш на оваа 20-та јубилејна епизода. Кога сме интрото, исто така само да споменам, тоест да се заблагодарам до Андреј Ник кој го изработи, тој е наш македонски млад продуцент кој работи голем дел од познатите македонски артисти и ни излезе во пресред и на наше огромно задоволство заедно го склопивме некако и влеговме некоја заедно во некоја таа приказна, така што поздрав до Андреј, не можам да го изоставам сега, ова не е спонтана ми Поздрав идеја. Андреј, браво. Да. Гоце, може и да почнеме веќе и официјално во тие сериозните Да, разговори. официјално, слободно, кажи што сакаш. Јас сум отворена книга и сега според времево и отворен прозор, така да се што те интересира и се што ги интересира луѓето, сум тука да ти одговорам колку и да време ни одземе тоа. Знам дека временска рамка ви е саат времено, ако ја направиме саат и пол нешто валја нема никој Нема да се никој љути. ни замери. Па тоа е тоа. Така е, апсолутно. Гоце, твоето име, овие 10-15 години, како јас сум во таа некоја индустрија, се врзува со во индустријата, тоест со графички дизајн. Ја представуваш таа индустрија некои 15 години. Само тоа го правам последниве, да, ја ги викам официјално 15 години ради изложбата што ја спремам, а иначе се некои си 17 според ПИОМ, а според моето действување како графички дизајнер, тоа действува од некоја 2000 дури порано е. 6-7 одделение прв пат у живот кога фаќам Photoshop да инсталирам дома, тоаш беше Photoshop 5, Photoshop 6, искочен евентуално пред CS, пред било кој. CC уште. Не, CC, Да, CC CC се на новите, крај, да, CS CS беше да. после. Така да, 5-6 одделение, првите мои зачетоци во графички дизајн се со еден вебсайт кој што постоеше, сега не знам како се вика, имаше туторијали како се пимпаат коли. Значи тоа Fast and Furious беше у мода филмот и така почнав ја да работам уствари графички дизајн. Па искачав пред зграда, сликав кола, па се качував на трети спрат кај комшијата, он имаше скенер тогаш на времето, он ми ја скенираше сликата, па ајде сега од скен на флопи дискета, ова што е save файл сега, тоа е флопи дискета за Gen Z што се нели ради подкастов. И од таа флопи дискета го префрлав фајлот во компјутер, па ајде у Photoshop, па сега да почнеш малце да ја пимпаш колата, па ја спушташ, па менјаш бандаж и па менјаш боја, трајбали став глупост. Значи буквално на татко ми Renault 9 имаше едно, го имав направено да изгледа лудило. Така да тогаш почна и еве 17-18 години надале више не престанува таа љубов, знаеш. И интересно е што почна ова као хоби, па се преструктурира во работа и сега нели увеќе е ја треба да идам на работа. Денеска мене ми е не дај да работам, значи дај имаме работа денеска да завршиме работа да биде супер се, така да мене работата ми е исто и хоби и љубов, така да немам некоја дистинкција од неа да би рекол као леле, знаеш, морам денеска да сработам, нешто него дај да сработам. Така да Значи од таму почна се и денес да, сме од пимпање коли до пимпање логоа сега во моментов, тоа ми е нели пасија, така да натака некако ја терам цела моја професија и цела моја експертиза во животов. И
што знам, интересно е, бе. Знаеш, не можам да се жалам. Мислам, мене ми е супер и сум среќен и сум радосен као прв ден да работам ја у дизајнов. Знаеш, не ми е као 15 години работам више на досадно ми е, него не, секој ден наоѓам некој нов предизвик, као ајде сега да сработам нешто ново, да научам нешто ново и да направам нешто ново и да се пофалам на интернет за истото. Така. Ти сам почна од почетоците негде, јас и таму и сакав некако да започнам овој подкаст, бидејќи има и доста актуелни теми да се зборува за идеја, мислам дека треба од таму нека да се започна, спомна, значи пимпање на коли, тоест тюнинг, некој виртуелен. Тоа беа првите туторијали, значи буквално први туторијали кои што ги наоѓав, тоа немаше YouTube, значи не постоеше YouTube, кој YouTube него беа текстуални туторијали со мали сликички на нив. И јас знам тоа што учевме на тој 56K модем што не е звук еден што пошта, знам и кога доаѓаа сметките дома, ја ќе јадев ќоте колку се високи сметките за телефон, зашто не беше интернет као сега имаш фри интернет за колку сакаш, за миле волје, за 1200 денари, него беше се наплаќаше по минута. И сега ја на минута на плаќање, ја по 20 сати на ден си минјам туторијали и телефонот е плюс исклучен, значи никој не може да се јави дома, не знам, баба ми нешто била болна, нема телефон, го се си минја туторијали. Знаеш, и така почна, тие беа туторијали достапни и од тие туторијали некако се појави таа нека желба и љубов према дизајн и ја бев као, ај окей, од цртање графити, од зафркавање по улица едно друго, а викам да се префрлам дома малце кај што нема да ме апси полиција, знаеш, и се така некако тргна и еве, денес имам 35,5 години и активно го правам ова више 17 години. Секој ден. Секој ден. Тоа битно да се спомне. Да. Тоа е доста интересно кај тебе, мене што ме воодушевува, како човек исто што се бави со дизајн, што ти често во еден период и секој ден имаше како некој маратон за креирање на логоа. Ќе спомнем и за тоа и преку стримовите твои. Ајде тоаш веќе ти на кратко го раскажа целиот овој дел, како дошло од пимпањето на коли до тоа едноставно пасија станува збори. Најверојатно глупо е да те прашам што те задржало толку време во дизајнот, веројатно одговорот ќе биде таа некоја пасија што си ја пронашол првиот момент. Интересно е. Знаеш, секој ден учиш нешто ново, софтверите се апдейтираат, стиловите се менуваат кај во дизајнот. Значи секој ден се менуваат стиловите, но најбитно за мене е сега како графички дизајнер кој што веќе активно се бави со лого дизајн и со брендинг и сите тие ствари, пробувам да направам некои timeless pieces кои што ќе останат запаметени со тоа да стигнеме до тој минимализам. Знаеш, она као буквално Пикасо како има почнато со хиперреализам цртање и на крај има стигнато до тој неговиот кубизам познат кој што го има правено. И ја така некако почнав од тој хиперреализам, некако од пренатрупан дизајн. Па ајде сега да тргнеме да направиме од 3 точки јас да направам прича и да ти го продавам тебе како лого. Знаеш, така да мене градативно ми се изградува стилот и се уште го градам ја стилот. Ја не можам да кажам дека ја имам стил, него го градам стилот како графички дизајнер се уште, затоа што јас имам желба и пасија да научам секој ден нешто ново и нешто повеќе. Не сакам да ги следам трендовите кои што следам. Да бидат флеши логоата, да светка, да бидат 3D анимации, Не, лого треба да биде едноставно и уникатно, да работи црно на бело и бело на црно. Ако функционира така, ќе функционира колку и бои да му ставиме на него. Разбираш? Тоа е основата на графичкиот дизајн, основата на лого дизајнот е таа. Треба да работи црно на бело и бело на црно. Ако тука функционира, онда готово ти си завршил работа, фала многу пријатно, дај парите. Знаеш. На крај мора и тој дел да се испочитува. Така е, да. До сите идни клиенти да имаат и тој дел треба да се става. Ако ти се размислување. Ако сакаш брз дизајн, треба да научиш брзо да плаќаш. А немој да биде сакам брз дизајн, бавно плаќам. Значи не идат тие. Не, тоа не иде. Така. Кога решаваш ти, ајде тоа веројатно почнуваш како што спомнати на некоја своја 12-13 годишна возраст, веројатно 6-7 одделение таа возраст негде од прилика. Кога почнува Гоце Велевски сега кариерно да гледа, бидејќи ние најчесто во овој подкаст ја почнуваме од тој момент некое размислување на гостите кариерно да се остварат во темата, во индустријата која денес ти ја представува, ти тука денес представуваш графички дизајн. Кога почна тоа кариерно да го размислуваш, што се случуваше тој период веројатно? Да, па ја бев многу после средно како одеше? Ја бев многу лош ученик усвари у средно. Значи двојки, тројки максимум.
Каде учеше се? У Панчарствовски автокоманда. У гимназија, да, не по моја волја. Моите ми рекоа да се запишам таму, јас сакав во уметничко да идам и ми рекоа не може, уметничко таму има наркомани. Океј, нема врска. И отидов у Панче, не по моја волја, бев најлош ученик на светот, значи на крај, не знам, 3,5 просек имав преку сила. Така нешто, таа диплома не многу добар, катастрофа. И не знам, ништо не ме влечеше од школа, филозофија малце ме влечеше можеби као предмет, но ради X причини, тоест ради непознати причини, одбрав да одам у математички смер, таму кога се дели 3-4 година, и отидов у математички смер и бегав од часови, за да идам да слушам филозофија часови. Знаеш, и правев глупости, бев пред бркање цело време у школа, и у четврта реков ајмалце да се стабилизирам, да се средам, и нели компјутери, графика, се тоа си работев ја низ дома. И у четврта средно професорката по информатика ми имаше пријавено против моја волја на надпревар по информатика во Александрија тогаш беше. После ги купија Сивус, ја купија Александрија како академија. И ме пријавила таму, ја прво се бунев, као викам зашто сега си ме пријавила без моја дозвола. Знаеш, ама бевме мали тогаш, немаше консент као што има сега, него едноставно те пријавив, кидеш ке се и тоа е тоа. И викам, добро, окей, ај отидов таму и менторот кој што ме пратеше мене, тоест нели ја пратеше нашата група што ги решававме тестовите, испадна дека е професорот по графички дизајн Ѓорги Равански и ја го завршив тестот, имаше све, имаше од програмирање нешто, имаше нешто од дизајн, она буквално се од информатика кој што се следува, да. И заврши тестот, искашаме надвор, ај цигара да пушиме, викам, добро, вие кој сте, како сте? Вика, јас сум Ѓорги Равански, јас предавам графички дизајн, тука, графички дизајн? Кам, постои, фора е тука нешто, вика, да. Викам, топ. И добро, нема врска, на државно ниво беше надпреварот, влегов ја некој топ 30 таму дизајнери и добив стипендија од 1500 евра, не се сеќавам точно сега, знам дека беше 2000 евра. И сега мојата одлука беше патот дали да идам на некој факултет да се запишам на земјоделски или на шумарски, кај да е, или да идам у Александрија да учам дизајн. И ја решив, викам, ајде идам ќе учам дизајн. И им кажав на моите дома, викам, ја добив стипендија од толку и толку пари, вие треба да дадете уште толку и толку пари. И ја да почнам да учам дизајн, и кога беа, а нешто факултет, па не ќе факултет, знаеш, не ми е до факултет, глупости сега. Не ми се учи ништо, знаеш. Вика, татко ми мајка ми беа, окей, ќе прифатиме, добро, тоа е сега. Едното дете заврши факултет, другото дете ја дека помал да си жив и здрав, знаеш, и сега тоа е. Стандард. Да, и викам, нема гајле, окей, ајде цепам таму, отидов, не издржав ни 6 месеци на академијата, стварно научив многу, мислам, професорите, као беа, Ѓорги Равански и Иван Најденовски, значи ептени добри пријатели сме, до ден денеска и колеги бевме во неколку фирми, видоа и покажа се што знаат и умеат да сработат, како луѓе, и ни го дадоа знаењето, ама ја после 6 месеци ми искочи една многу добра прилика за работа и реков мене ова не ми треба, ќе идам ја ќе работам. И се вработи во тогаш креативно студио по Intercreative Agency. Сега моментално е литература МК, значи сите овие книги што ги гледаме, што се најубави и најубавите продавници за тоа. Јас сум исклучен, јас сум продуктот таму. Значи ја буквално таму дадов отказ во моментот кога Поинтер мигрираше кон литература МК. Зашто не ќе да редам само книги и реков као Дарко, окей, фала ти пуно за знаењето што ми го даеш, зашто ја таму научив премногу дизајн. Знаеш, не беше ја као демек отидов, јас сум спремен дизајнер, зашто ја у портфолио имав 3 постери за рап журки направено и еден албум кавер за нашиот бенд што го имавме. И тоа беше моето портфолио, една страна. И Дарко рече као, окей, ајде дојди да пробаме да работиш, да видиме што е како е. И таму останав најдугачка, таму бев 3,5 години. Тука решаш да ја прекинеш академијата, извини? Да. Тука целосно. Ја прекинав академијата, да, окей, парите се тие даени се веќе. Земав некои сертификати таму, Adobe Certificate Expert, ама кога му отидов на Дарко у Pointer да му кажувам дека кој сум, што сум, ја знаеш имам Adobe Certificate Expert, он ми кажа дека друже дај портфолио да видам. Ова сертификативе пред другарите мало си ги покажуваш.
Пред тетките. Да, и тоа бев како викам, па дружу, право си еве портфолио, ама толку имам портфолио. И така работевме, тоа беше интересна дружба. Чунга-лунга го работевме као клиент голем. Колосеум диското го работев. Тоа ми беше Колосеум диското ми беше мене главен клиент и главна одскочна даска да јас станам нели она хиперпродуктивен дизајнер. Зашто Колосеум правеа журки четврток, петок, сабота, некогаш и недела. И са сите постери треба да се готови у вторник, а ти бриф добиваш у понеделник за сите журки. Сега од понеделник до вторник ти треба да направиш 4 комада. Те разбирам целост. Знаеш, и адаптации за истите, значи тогаш правевме билборди буквално, значи цело Скопје беше облепено со постери за диско. И сега таа хиперпродукција и таа хиперкреативност мене ми дозволи јас да почнам да се градам себе си како графички дизајнер. Тоа беше само еден од 20 клиенти кои што ги имав таму. Знаеш, кај се другите? Сега работиш по 12, по 20 сати некад на ден, ама си сплати. Знаеш што е интересно кај журки, извини пак ќе те прекинам, бидејќи на твоето место пред 8 епизоди седеше Нина Геометрија, веројатно погледна наша исто прочуена дизајнерка низ цел свет и се смеевме на база на тоа дека секој графички дизајнер, што е мојот случај, твојот и незино дека почнува всушност за настан дизајн за журка. Нормално. Најексплоатирана индустрија е музичка индустрија и кој е поексплоатиран од музичките изведувачи, ние графичките дизајнери. Значи музичарот свири за пиво и за грицки, ние дизајнираме само за грицки. Знаеш, нема ни пиво за нас. На журка, зашто ќе отидеш на журката, као, гратис има, не знам дали има гратис. Добро ќе платам 200 денари, значи ти уште идеш у минус и влагаш на журка, ама среќен си зашто дизајнот е твој, постерот е твој. Саѓаш. Така да сите почнуваме, сите дизајнери кои што бевме од тоа време, значи ја и Нина сме генерација. Ние тогаш кога почнавме, тогаш имаше премногу ноќен живот. Тогаш работеа, не знам, 8-9 дискотеки работеа у Скопје. Имаше премногу настани, имаше премногу дешавки. Кастро беше, Колосеум беше, Хавана работеше, летна, зимска, Кабрио, сите тие и сегде ние мораше негде да се најдеме да сработиме некој постар. Знаеш, така да тоа на нас ни е супер одскочна даска за тоа како ние се генерираме и еволуираме како дизајнери. Така го спомнам, веќе почнав во твојот некој кариерен пат, застана всушност како влезе во индустријата официјално некако кариерно да се остваруваш со првата работа. Може да продолжиме од таму како одеше натака, како стигна Гоце Вилевски денес до каде што е на кратко може. Да, па long story short, на кратко после Поинтер едно време, значи тоа што се случуваше таа тивка транзиција кај што не знаевме ние како вработени кој е планот на Дарко. Знаеш, идеше кон повеќе редење книги, сега редење книги не ќе да ги омаловажувам луѓето кои што редат книги, тоа е сосема легитимно захтевна работа, на која што треба многу и уклучување и ум и се да се работи, ама мене ми беше лично досадно. Знаеш, ја гледав дека од креативната работа што имав, од создавање не знам, пакувања за Чунга-лунга, од смислување реклама, песна за Чунга-лунга, па снимање во студио со Александар Митевски со се, на крај јас се сведов на по цел ден само редиш книги и одлучив дека ми е малце досадно. Знаеш, и реков, окей, ја тука мора да си отидам и отидов дома, као ќе бидам некој фриленсер за почеток, после скоро 4 години, тоа што се појави еден клиент, Прокредит банка ми беше клиент, го работев као фриленс дизајнер, и умеѓу време се уклучи и Мекен, добив добра понуда да влезам во Мекен и сега Мекен како една од најголемите агенции, Мекен Ериксон на времето беше уште, тоа ше правеше транзицијата од Мекен Ериксон во Мекен. Како викам, брат, ја мора да влезам тука, значи Петар Павлов работеше, исто пријател, другар, он си отиде од таму, викам, са ја морам да ги попунам неговите чевли, зашто влагам, иста генерација сме, а таму работат поискусни луѓе, по професионални луѓе, значи кански лавови се освојувани се, така да викам, окей, јас ќе влезам тука и ќе дадам се од себе максимум. Тоа беше супер искуство за мене. А повторно се среќаваш со таа хиперпродукција. Значи, дневно правиш ти, услужуваш 20-50 клиенти. И тоа не е никаков проблем, знаеш. Посебно за мене и посебно за мене денеска. Со тоа што сега ќе начнеме на тема која што вајда ќе ја начнеме покасно, во поглед на денешните дизајнери, тоа што ние го правевме тогаш во една недела,
денешните дизајнери замислуваат дека тоа треба да се прави у тек на една година, знаеш. Сега они се као, ја имам проект, треба да работи 3 месеци, не треба да работи 30 минути. Значи, отвараш файл, завршуваш, затвараш файл. Толку и почнуваш нов проект. Значи, штанцање е шивална го викавме ние процесот на работа, да, че имавме големи клиенти, ние имавме преголеми клиенти, со кои што работиш и сваќаш дека едноставно мора денеска да се заврши се. Утре не постои како опција. Значи, не знам, што и да се случи, утре не постои како опција. Вечер ќе заглавиме до 10, ќе заглавиме до 10. Ама, клиентот треба да биде среќен. И секогаш е така, и секогаш ќе остане така. Колку и да ние се разгалуваме и се разнежнуваме во текот на годините, ако ти не можеш да го завршиш проектот денеска, има 50 луѓе надвор кои што може да го завршат одма. Значи, без прашање. Можеш ли да го завршиш денеска? Можам, готово, еве ти пари. Чао, а ти ќе останеш на улица. Сега, сакаш да си на улица или сакаш да работиш? Ако сакаш да работиш, биди спремен да работиш цел ден и цел ден да си под газ. Немој, значи, тоа... Отворивме таа тема и баш со Никола претходниот подкаст, дека можеби ние младите, јас сега се ставам во таа, дека може сме малце поразгалени. Интересна тема, може подлабоко се влезе во тоа, баш во тој сектор графички дизајн. Сега имам размислување тука, јас треба да правам дизајн, па ми треба време, а у суштина правиш дизајн за социјални мрежи, што е само денес актуелен, значи тука мора некако да има баланс. Мислам, се согласувам со тебе дека мора Не ти треба време, да. Не ти треба време. Еве, баш вчера го дискутирав со еден пријател, Моватов. Значи, ако ја имам за проект 1 месец време да го сработам, ја активно во тој 1 месец нема да работам. Последните 48 часа. Ке прокрастинирам цел месец, ајбе дај сега малце, дајде сега малце Fortnite ке поиграм, ајбе ке искочам со другарите на пива, ај ке се зафркавам, ајо, и на крај што ќе испадне 2 дена имаш пред крај, 2 дена ќе го завршиш. Значи, ефективно работно време имаш 2 дена за правење. 1 месец, ако ти давам ја рок, ти 1 месец ќе се зафркаваш, ќе имаш лош тајм менеджмент за работа, а ако ти дам 2 дена, ќе имаш супер тајм менеджмент и ќе сработиш секој што треба. На крајот ден, кога ќе ги споиме ние коцките, во тој 1 месец ти ефективно си работел 2 дена, во тие 2 дена ефективно си работел 2 дена. Разбираш? Зашто нема шанси, не постои ствар. Куќа се гради за 1 месец. Не еден постер да се направи, нема да ме зафркава. Значи куќа кај што треба да живе 6 члено семејство и треба да издржи земјотрес, треба да издржи бура, треба да издржи поплава, треба се тоа се гради за 1 месец и ти ми кажеш, ама не брат, мојот постер кој што ќе стои 15 минути на зид и пред да биде прелепен со Аца Лукас, тој мора да се прави година дена. Немој да ме зафркаваш, брат ми, значи дај 15 минути, тоа е хиперпродукција. Да, ако правиме таймлес лого, таймлес бренд идентитет за нешто, па и тоа треба. На крај крајава, знаеш, сега да се навратиме на тој таймлес. Чупа чупс. Салвадор Дали чупа чупс го има нацртано на салфетка да прави муабет со клиентот. Чупа чупс не е сменето 150 години. Значи, за 5 минути направил дизајн што трае 150 години. Ти ако направиш дизајн за месец дена, ако го пимплаш, ако го црташ, ако го доцртуваш, дизајнот, тоест продуктот, брендот кој да е, може да загине за 2 месеци. Џабе си потрошил 1 месец у работа ти у тоа. Џабе, ако продуктот не знае после да се продае. Ете ти, чупа чупсе 15 минути, вака седеле кој ја и ти, пиеле абсент и цк на салфетче, еве ти го дизајнот, дај ми ваму 150 бона, фала пуно, идам дома. Разбираш? Сите го знаат тоа. Уште е истиот дизајн. И нема мрдање, знаеш. Сега, него можеби му требало време дур да стигне до тоа 15 минути, ама на сите нас ни треба 15 минути да направиме идеја. Не може ја да кажам, ја работам од 9 до 5, после 5 си ги сечам рацете, немам раце, не знам да кликам маус. У 9 вечер ако ми дојде идеја за агенцијата за која што работам, на пример, ја у 9 вечер ќе седнам и ќе ја нацртам. Нема да чекам до сабајле, ама не, сега не можам ја да мислам на тоа, brain stop. Не, морам да работам кога имам идеја и кога имам задача да работам. Знаеш, не може да кажеме како мене сега не ми се работи, ја немам идеја, не сум инспириран. Стапе, еден и по глава, ја се инспириран си. Знаеш, еве ти отказно решение, инспириран си.
Инспирирај се утре како ќе купиш леп, брат ми. У продавница, знаеш, нема да се зафркаш ти, немам инспирација. Инспирација е само изговор на луѓето на кои што не им се работи. Толку. Тоа е моje лично мислење, пак ќе кажам, моje лично мислење. Луѓето што немаат инспирација, немаат волја за работа. Ја сум бил и најголеми депресии, би се случувале најголеми глупости у животот, ама увек ми текнувало некој лого да направам. Че ја у најдепресивниот период од животот, кога бев, јас го нацртав најубавото лого кој што го имам нацртано и кој што победи сега на конкурсот за трансплантација на органи. Сваќаш, секој човек има моменти, подеми, падови, ама работната навика треба да е константна. Независно од тоа што ќе те удри тебе у животот и у главата, значи се ќе ти се случи како човек. И секој мора да има и емпатија и сочувство за тебе како човек. Ама ти, твојата работна навика не смееш да ја откажеш. Тоест, треба да имаш работна навика, за да знаеш дека работна навика е константна. Ако не имаш работна навика, да бидеш најсреќен, да бидеш у Њу Йорк, значи, коктели, Мајами, што и да се случува, ако немаш работна навика, џабе. Нема да нацрташ боле лого у Њу Йорк, отколку што ќе нацрташ у Мрдаја у Дојран, кај што ќе те касат комарци. Локацијата не е битна. Битно е дека сакаш и љубиш да го работиш тоа што го работиш. Друго ништо не е битно. Локација е безвелска. Значи, у подрум имам седно, имам работено боле. Ова го кажуваш, од која гледна точка го кажуваш? Инспириран или од нешто што си гледал како се случува меѓу младите? Од која страна? Од општо од слушање, од обсервација по луѓе, као знаеш, кога ќе почна да плача, да леле, знаеш, леле, краток рок имам за работа. Сега работев еден голем проект, не смеам да кажам за кој што е ради NDA, работев голем проект, леле, краток е рокот, па ја ту несу, дечки како краток рок месец дена. Значи 3 презентации спреми, викам дај, еве ти, јао ти си, викам дај, не се зафрка, ама знаеш рокот кратик, после тоа као, абе добро, па и ние го завршивме ова сега, знаеш, викам, нормално, ама да, ќе кажеш, они работат голема агенција, се имаат многу проекти на страна, се што треба. Ама ја имам проекти, ја имам 7 клиенти кои што ги обслужувам секој ден. И тоа не ги обслужувам со, пак не ќе да деградирам, со social media постови. Пак, се работи на брендбук, се работи на лого, доработка на лого, обработка на лого, ширење на бизнис, сето тоа, значи, постојано имам работа и постојано има премногу работа и веќе као 3 години работам фриленсер и да ти кажам правам малце ми онака пола сат работам, 2 сати играм Fortnite, ама пак гледам у тие пола сат да сработам нешто што би го сработал за 5 сати, за да имам поише време за Fortnite. Знаеш, пак приоритетите сам си ги бирам и сам си ги одредувам кога и како треба да работам, ама гледам никогаш да не направам лошо према клиент. Значи, клиентот ако има деливери за утре, ја вечер нема да спијам, ама клиентот ќе има деливери до утре. Нема да му кажам не. Нема да кажам не, брзо е. Ама, од исто, значи, пак ќе се вратам на мојата предеска од надвор, у исто време, ако ти го сакаш проектот до утре, ја ги сакам парите до утре. Колку што ти треба тебе проектот, толку и мене ми требаат парите. Ова е услужна дејност, графички дизајн, општо, дизајн, програмирање се, услужна дејност, не е уметност. Не може да паѓаме у несвест. Услужна дејност. Ти имаш проблем, ти треба дизајн. Јас сум дизајнер, ја можам да ти го решам на тебе проблемот за дизајнот, така? Ја имам проблем, ми треба пиво. Ти имаш пари кои што јас ќе ти ги земам и јас ќе купам пиво. Разбираш? Услужна дејност. Услужна дејност, толку. Никогаш не смееме да си дозволиме ние да збориме дека дизајнот е арт или не знам што. Ја највише се нервирам кога ми каже некој ти си уметник. Не ги вреги уметниците со мене. Значи не ме ставај во клапа на уметници, брат. Значи јас сум само графички дизајнер. Јас знам да ти направам на тебе црвено кругче. И ако не ти се свиѓа црвено кругче, ми кажеш дека сакаш да е плаво, а не стои плаво на таа позадина, ја ќе го направам плаво, зашто знам дека ти ми даш пари за тоа што е плаво. Дали си бил ти управо или не си бил управо, не е битно. Парите у джеп. Сваќаш? Ако сакам да правам нешто за мене свое, ќе си направам нешто за мене свое. И толку. Многу едноставно. Да.
Сега застана кога последното веќе скокнавме фирми, повеќе фирми имаш сменето, повеќе улоги од тие форми, се во Сите сектор фирми на имам дизајн. сменето, можам ти кажам кои ги немам сменето, кај немам влезено да работам, тоа е најлесно. Да, застанавме кај моментот на фриленсер, тоа моментално што си и општо некоја не знам како професија или сектор во кој доста луѓе веќе се пронаоѓаат последниот период. Сега како гледаш ти на тој еден дизајнер? Како го најде ти својот пат спрема тоа да бидеш фриленсер? Сега доста работи последниот што и каже веќе се некој фриленсерски веќе ти ако работиш во агенција со некои работи ова околу наплата и слично, нели не се грижиш, се треба тоа тим лидер да се грижи или арт директорот и слично. Така. Како заврши ти сега во таа улога во која си моментално како фриленсер и може и таму просен конс на фриленсерството, малце да го да. Ти кажав поимам преска и не се срамам ја. Значи, скап сум. За во агенција сум скап као дизајнер. Знаеш. Ако ти пробаш како агенција да не го вреднуваш мојот труд, него да го деградираш мојот труд, као графички дизајнер со 15 години искуство, со ред награди позади себе и да ми понудиш некоја демининг плата, за која што јас ако ја прифатам, свесно, несвесно, како и да ме фатиш ти, дали да ме фатиш у кафич на вечер, ептен, ајде баја, дојди со мене, ќе работиме, ќе ти даеме толку пари, и да ти прифатам вечерта, значи под газ, ја после тоа ќе си го работам моето и ќе си свиткам опашка да кажам, окей, свесно одбирам да работам као фриленсер, па макар цркнал за јадење, отколку ти мене да ме понижуваш и да ме деградираш за плата. Знаеш. Значи од таму дојде таа одлука. Од таму дојде тоа. Нема од каде од друго место, знаеш. Не може платата од пред 10 години која што си ми ја дал и платата после 10 години да варира само 100 евра. Брат, 10 години искуство се. Ако моето искуство по година кошта само 10 евра, извини, ја го ценам дека кошта повеќе, секоја чест најди такви дизајнери, има сигурно, ја ќе седам дома, ама знам дека платата што ми ја нудиш ти, ќе ја извадам за 3 дена, сега на платата ќе биде малце потешка, ама нема за 3, него за 7 ќе. Парите се тука. Сеќаш. Ама ја во тие 3 дена ќе си сработам тоа и успат. Ќе седам у пижами дома, ќе играм Fortnite, ќе пијам пиво кога сакам и ќе јадам кебапи, нема никој да ми се буди у канцеларија дека умириса на кебапи у канцеларија. Така да мене ми одговара или на чорба са бајлечки, да отидеш па леле смрдила на чорба си испил 2 ракии, добро 2 ракии, тоа се нешто са. Значи ти се пронајде во таа улога на фриленс од поише страни? Па да, мислам нема фриленс е супер ако имаш добар тајм менеджмент и тоа што кај нас е најголем проблем што ние не го практикуваме е што немаме храброст да пристапиме кон зимање на менаџер. Значи креативен менаџер. Јас сум само графички дизајнер. Јас сакам да дизајнирам. Ја не сакам да се договарам со клиент. Ја не сакам да ме замара клиент. Ја не сакам да замарам клиент и да го молам клиентот да ми дае пари. Знаеш, мене ми е најглупо ми е кога треба да седнам и да молам за мои пари. Друже, докај се парите, ако може, kind reminder. Не, кај ми се парите, бајо, значи ми требаат за денес. Знаеш, а креативен менаџер е човекот кој што ти ги брка тебе тезгите, ти ги договара клиентите се што треба и на крај ти ја договара исплатата и нормално 1% иде за него. Веќе функционира во светот, затоа и го спомнувам. Во светот, во Белград функционира. Имам другар Братислав Миленковиќ што е многу добар илустратор, кој што уште на времето, збориме 2013-2014, имаше отворено негово студио Лорем Ипсум се викаше и со уште еден партнер го откажаа студиото, не им се свиѓаше работата. Братислав почна да работи сам, ама си најде креативен менаџер. Сега работи за светски публикации, прави илустрации, братот не се замара. Ја живеев у Белград, го гледам таму сега недела са бајали, идеме у кафиче, пиеме кафе, Тера Хаус музика. И он си доаѓа со жена, се, брат, со што има, како има? Еве, добро, да, чекам да ми пише менаџерот, као, што имам за работа, кам нели фриленс, па да бе, викам, имам менаџер. Како имаш менаџер? 20% му давам на него, брат, он ми брка се, јас само седам и си кликам дома. Викам, тоа ми треба на мене. И уште го немам најдено, пак сам си се брка менаџер, зашто сум алчен за тие 20%.
А тоа ми е гецум од пола негде таму. Не гецум, ми се 20%, се 20%, брат, нема шо. Така, апсолутно. Сега сакам уште едно прашање да те спомнам, веќе ги спомна сега маркетинг агенциите беа првиот дел од моветот, сега у фриленсот, па ќе се вратиме после на фриленсот. Ме интересира твое мислење сега на овој, па не би нарекол тренд, не знам, побарувачи на пазарот од не се бара веќе графички дизајнер, се бара некој вид на motion дизајнер, Се бара се, освен и дури на попод капата се бара у моментов, да. Значи се бара motion, graphic and web designer. Тоа се 3 позиции. Значи, motion дизајнер, график дизајнер, веб дизајнер. А овие го ставиле у еден. И вика, сакам motion graphics and веб дизајнер. Добро, викам, бајо, сакаш 3 луѓе или сакаш еден човек? Сакам еден човек. 5000 евра плата? Молам, што? Значи, 3 работни задачи. Некој треба да ги заврши. Океј, Пеки, ја знам да работам motion дизајн, не знам да работам брзо и добро како што работи професионален motion дизајнер. Значи, он тоа што ќе го направи за 10 минути, ја ќе го направам за 2 сати. Сега ти како менаџер на фирмата, како CEO, како едно, како друго, треба да гледаш у таа твоја Excel табела. Колку му е платата на човекот, колку е работен час на човекот и за колку време може да ми заврши проект. Сега, ја не сум ни CEO, ни ништо, ама ги сваќам работите зашто е 2+2. Сваќаш? И сега, ако јас тебе како motion graphics and web дизајнер дневно ти трошам повеќе пари од колку што ме плаќаш ти мене, ти идеш у загуба. Сваќаш? Толку е проста математика. Значи, толку е проста математика. Ако 2+2 е 4, а ти на 2+2 добиваш резултат 3, проблемот кај е во тебе, како менаџер, како човек кој што треба да организира луѓе во студиото, во агенцијата, во било што. Немој да мислиш дека кратиш на трошоци, ако додадеш на титула на човек, сваќаш? Значи, кога ги прочитам head of graphic design, Procreate, не знам што, не знам како. Бајо измеќар сум, значи. Пиши ме измеќар и дај ми добра плата, ми е гајле. Не ми давај титула. Титулата леп утре нема да ми купи мене. Сваќаш? Толку едноставно. Не се зафркавај, значи. Земи и фокусирај се на тоа да ги одбереш правите луѓе во твојата агенција. Зашто што се случува кога ќе вработиш motion graphics and web designer? Еден човек. Видео едитор исто. И видео едитор, recommended овакво, и Figma да знае, и Тоа се веќе во bonus skills. да, и Excel да знае, и PowerPoint да реди презентација, ако може, не е фрка. Тоа знаеш што се дешава кај човекот. Што ќе каже дека го знае тоа, ја го имам направено тоа. Ја им кажам, ја знам се. За 2 месеци дам отказ. Знаеш зашо? Прегореш од работа. Зашто ти знаеш све, викаш сега на интервју кажеш, знам све. И дојдеш на работа и он ти дава тебе све и викаш и стварно ми даде све. Знаеш, и ти 2 месеци само хаслаш, оној хасл менталити, мораме ние бајо да правиме све и сега хаслаш, 2 месеци прегореш. Толку е чкорче си. Не си човек веќе чкорче. Отиде све. И толку, за 2 месеци си одиш. И за тоа тој motion graphics and web designer секој месец има Instagram спонзор пост дека бара motion graphics and web designer, затоа што рокот на траење на човекот кој што ќе прифати да работи за троцифрена плата, тие 3 функции, тој човек ќе изгори за помалку од 2 недели. Посебно ако не е искусен, знаеш. Ако е човек со малци искуства, со 2, со 3, со 5 години искуство, знаеш, он нема осетено вистински товар на грб, знаеш. Ја си има случајно 3 месеци од канцеларија, еднаш неделно да си одам дома само за да се истуширам. Слика дома стана, ова сум ја, ама бркаме многу битен клиент. И се знае, мора да го фатиме клиентот. 3 месеци од канцеларија не е искочен. Знаеш, и тука е проблемот. И сите горат и ја го сваќам тој бърнаут што го викаат сега, знаеш. Така се случува бърнаут. Накалеми го ти човекот со 500.000 ствари да ги сработи и после цацко ќе биде крив зашто луѓето си одат од тебе од фирма и ти викаш као газда, абе си одат луѓе од кај мене, не знам што им е. Брат, колку луѓе месечно си одат, тоест годишно си одат од тебе од фирма? 15. Колку месеци има фирмата? Годината 12. Значи ти губиш
човек и пол месечно. Човек и 1/3 месечно губиш, така? Значи, тие луѓе се ненормални, само ти си нормален. Ај малце сврти ја вака топката и кажи као, абе, до мене да не е проблема, да не треба да вработам двајца, да не да вработам тројца за овие ствари. И да создадеш тим. Да, нормално е, покоен Иво Лауренчич, тоа го има кажано многу добро. Нормално дека ќе кошта. Значи, скупо и нормално дека ќе кошта, ама на крај увек се исплати. Колку повеќе работа ќе сработиш со тим кој што сака да работи, него со тим што се мрази себе си, назачки му идат нозете кои иде на работа. Колку повеќе ствари ќе сработиш ти. Знаеш, и баш како ќе си организираш тим, кога ќе си направиш луѓе кои што ќе работат со тебе, не за тебе, него со тебе што ќе работат. Зашто ако работат за тебе, брат, ти си само еден slave owner. Уште камши, кади толку. Тоа не функционира во креативна индустрија, мислам многу тешко. Поготово во креативна индустрија, верувам дека во никога не би требало да функционира. Се прават тимови, има луѓе кои што работат и по 12, по 15 години по агенции ги гледам, знаеш, и се оформени како тимови. И са ти кога ќе влезеш таму, или ќе се приклучиш кон тимот, или ќе се отидеш брзо. Сега тие луѓе, на нив ако им треба подмладок, ако им треба принова, нели, ќе си дојде евентуално. Многу луѓе ќе влезат, ќе си отидат, ама основата на тимот, ако е јака, кој сака нека биде, тоа не го руши. И немој после ми каже дека друга агенција му понуди на него 100 евра поише, за 1000 евра поише нема да напушти агенцијата он. Ако му е добро, ако му е све наместено како што треба. А ако ништо не одговара внатре, сите ќе си од. Значи нека не се вика на тебе маркетинг агенција, наречи си автобуска станица. Зашто луѓе влагаат се си минјаат. Брат, проблемот е во тебе, дефинитивно, зашто не може сите да се грешка, само ти да си управо. Тогаш стварно мора малце да седнеш и да замислиш и да кажеш, чекај, ја правам нешто кој што не треба. А сите сме со егоата, значи, не брат, good work is hard to find. Не, бараш од пиле млеко, а даваш плата за кикирики. Па сега бајо не иде. Знаеш. Гуца, застанавме кај професијата motion graphic дизајнер. Мислам дека добро образложивме, ти си го кажа твојата став на таа тема. Да, тоа е лично мој став, значи пак ќе повторам као PSE што го кажав на почеток. Ова се мој став, ако на некој што го гледа подкастов не му се свија, нека ми се обрати мене лично, нека не ги замара луѓето од подкастот. Значи и ја и ти ќе разговараме секогаш кога сакаш, ќе разговараме на таа тема. Не ги замарај дечките, мислам, јас сум тука само гостин, они не се криви што сум ја ваков гостин. Така не, апсолутно, мислам, нема ни ти самиот дисклеймер на почетокот на подкастот да кажам, мислам, јас да се надобразам сега на тој дисклеймер, бидејќи гледам доста име чудно на луѓето, можеби некој мој пристап е поформален со цел гостинот да дојде во својата вистинска верзија да си се каже, и тоа е некако го поврзуваат со некоја политичка коректност, што апсолутно не е цел на овој подкаст, и тоа апсолутно го кажувам на сите. Тука спроти мене ќе застанат луѓе што различно мислат од мене и што носат некоја тема што првпат ја слушам, што се можеби во моја индустрија, колеги, не колеги и слично, и ќе биде отворено за сите, за тоа е Next Gen и за да се зборат теми можеби контроверзни за некои, можеби интересни, смешни, забавни, едукативни. Да, и така се прави, значи луѓето што викаат дека за вкусови не се дискутира, напротив, за вкусови се дискутира. Да имавме сите еден исти вкус, немаше има никаква дискусија. Како бевме неутрални. Ова е ѕидот е жолт, не црвена, окей, црвена. И сите ќе кажеме црвена. Не, треба да се постави таа дискусија, баш тие вкусови кои што ги имаме, ние различни, ствараат дискусија и ствараат да ти седиш и малце размислуваш во текот на денот, во текот на вечерта, значи што се случува, како се случува, зошто се случува. Не може да биде као, знаеш, Гоци има различен вкус од Ѓорѓе, па сега као знаеш, за вкусови не се дискутира. Напротив, затоа сме ние и со спротиставени да кажеме до негде вкусови и спротиставени визии за некои ствари. Јас и ти или јас и било кој од публика. Така да, јас сум секогаш за дискусија и секогаш сум отворен за дискусија и секогаш сум, примерен,
Сега, малце сум пис на јазик понекогаш, да, ама тоа е у најдобра можна форма, значи не мислам да ти кажам да те омаловажам, него едноставно таков ми е мене речникот. И ако сум ја малце, ако звучам и повулгарно према некои луѓе, нека не ме сватат при срце, зашто тоа не им го кажам од што ги мразам, го кажам од што ги сакам. Feedback is a gift. Тоа ми е мене правилото у животот по кој што се водам. Значи, ја немаше да станам, пак сега ќе кажам, ова е повторно малце Kanye West его. Ја немаше да бидам волку добар дизајнер колку што сум сега, да не беше Дарко од Pointer кој што ми бришеше фајлови кои што беа лоши. Знаеш, значи нека да ме малце да ми го коригира, него ми го коригира фајлот, он ми покажува како треба да го направам. Вика, го гледаш ова крупче тука, се ова треба да биде поголемо. Го гледаш ова тука, се треба да биде помало. Виде све, CTRL-A, delete, ај сега направи го. Знаеш, у денешно време тоа да го направиш на дизајнер нов што влегол у агенција, тој ќе почне да плаче, киде у HR, ќе се жали, ќе те тужи, знаеш. Тоа го зборевме, баш бидејќи помеко стана времето, повеќе можности за младите, можеби од таму произлегува тоа некако, знаеш, можеш и да се шалташ, па можеш и баш да си ја тераш како треба. Ама лигавење, бизнисот е за фркната ствар. Бизнис не е за секој. Јас никогаш нема да бидам предприемач, никогаш нема да бидам бизнисмен, зашто ја администрација не сакам да видам. Не сакам да влезам кај некоја тетка у канцеларија, не сакам да отидам у сметководство, не знам како функционира тоа. Јас сакам да ти направам дизајн и да ми платиш. Толку. Simple transaction. Хецови и нули. Бинарно е све кај мене. Да треба ја да трчам, па не знам, данокот на добивка, па данокот на ова, па повратот на Еднаш влегов кај сметководител, ми објаснуваше посав да плачам. Викам, ја не сум за тука, ќе си одам дома, брат. Значи, не знам што ќе правам. Ќе работам некоја фирма цел живот. Ама еве, сега најдов некои loopholes, си работам као фриленсер, си добивам пари кои што треба. Океј, сваќаш. Не сме сите створени да бидеме бизнисмени. Тоа е факт. Не сме створени сите да бидеме лидери, водачи, head of something во некоја агенција. Едноставно, мора да се знае, човек треба да работи и човек треба да заработи. На која позиција и како ќе го направи тоа, зависи од него и он колку сака да успее во животот. Ако сака да биде успешен лидер, треба да научи како се делегира со луѓе. Не треба да учи како, ако си ти тим лидер, или си head of design, или си head of production, или шо и да е, дека ти имаш добиено чувство на имање камшик и сега ќе малаш. Не. Знаеш, кога се зборува, еве, конкретно ќе кажам, на позиција арт директор. Што е директор? Да го преведеме. Усмерувач. Директор, direction. Дирекција. Дирекција. Значи, ја ти давам на тебе дирекција. Цепај право. Значи, направи го црвено и после дај му едно помаранџасто за лево. Тоа е арт директор. Не е арт директор само да кажеш не ми се свиѓа. Тоа заборави го ти како персона, заборави го. Значи, директор, у било која форма на директор е усмерувач, не е директор робовладетел. Он треба да биде тука со тимот. Тимот глави на работа, после 5 остануваш со тимот. Нема да биде, ки сидам ја дома, ме чека мачката. Седи бе со тимот, гини со тимот, тимот гине за тебе. И ти гини за тимот. И сега нормално, на крајот ден, исходот е многу битен и многу ќе биде одговорен и награден. Тоа што си го направил ќе биде наградено ако се работело со тим ефорт. Ако не се работи со тим ефорт, знаеш, џабе. Индивидуалност во креативна индустрија не постои. Како фриленсер, повторно не си индивидуалец, затоа што од другата страна е клиентот. И сите вработени позади клиентот. Ако јас за мојот клиент, кој што има фирма од 20 луѓе, направам лого, кој што не се свиѓа на 22-ца, тоа е неуспешен проект за мене. Ја ќе ги земам парите, ама тоа е неуспешен проект. Ако на сите во фирмата им се свиѓа логото, тоа е успешен проект и јас знам дека ја утре ќе добијам уште една тезга од клиентот и ја ќе имам долгорочна соработка со него. Нема да биде само one time shot, еве ти ушмрљано малце, ајде пакуј го и нема да се видиме више никад.
Мал е светот, светот е мал. Значи, Македонија е премала, а не правиме мове за светот. Имав еден директор, сега пак ќе го разложам моветот, од Мекен, Владимир Димовски, он ми го збореше за LinkedIn моментот, како е. Усвари, колку луѓето се знаат сите меѓу себе. Секој човек, јас и ти, ако не се знаеме, значи јас сум 1, 2, трет човек не знае. Значи преку трети човек ние се знаеме сите меѓу себе на LinkedIn. Збориме глобално, не само во Македонија. Знаеш, и у подкастот со Тони. Дека ти го пратам подкастот, нема да ми се сега не. Подкастот со Тони, како кажа, Тони, ја тебе не те знам, ама те најдов преку трет човек. Таа е равенката. Тројца луѓе се доволни за да се знаеме сите. И тоа е, значи не и лошиот збор се шири многу побрзо него добриот збор. Така да, ако ти зафркнеш работа, веруј ми пута 3 луѓе ќе дознаат поише дека си лош дизајнер. Сега, кога ти работиш добро, еден ќе дознае дека си добар дизајнер, па него нема да му треба дизајн во моментот. Ама нема врска. Боле да си на нула, него да си у минус. Ја така гледам на работите, така да... Гоце, сега сакам да те вратам на нешто назад. Мислам дека доста имавме некој free speech момент. Скокавме, да. Да, сам да те вратам на нешто што мене ми има оставено онака силна импресија, дека те вратам негде 10 години назад, а тоа е првиот кириличен бренд за гардероба, Oh My God. Преска зборевме, ти кажав дека јас негде во тоа време почнав да правам дизајн, дека Oh My God беше голема инспирација, верувам доста што ќе гледат ќе им текне на тие. Да, си имал 13 години, така да. 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 И порано е, мислам, чисто јасно лого е 2 години порано. Чисто јасно лого, да. А 2013 година почна. Oh My God, сам да ми кажеш за идејата како до тоа, од каде таа идеја всушност да се направи бренд на килица, тој период малце да се навратиш, Oh My God, развитокот, што се случува моментално со Oh My God, некој интересира веројатно. Да, па добро, Oh My God почна како проект од 2013 година, во август месец го нацртав логото Oh My God, на кирилица, викам, интересно, и после го истетовирав на рака. И викам, добро, ќе стои сега, тоа е цел живот, ќе ми стои тетоважата. Почна. У тоа време постоја едни, уште постоја, Дечко Цар од Србија и многу блиски другари ми се Никола и Ненад Радојчич. И Дечко Цар нема деливери до Македонија. И ја бев као бендер од Футурама, окей, ќе си направам моја. Тоа е. Има еден бренд кај нас исто што личи на Дечко Цар. Што копира се од Дечко Цар, да. Има еден бренд, го знаат сите. Да. Тоа е всушност Дечко Цар, ама нема да кажуваме кој е брендот. Да. Ама ги знаат дизајните луѓето, значи знаат зашто звучи. Да, нема врска, да се живи и здрави. Тоа имам да кажам. Ја едно време почнав нешто како не хајка, него како им кажав, да бе срамота. И дури им пишав и на Никола и Ненад, дечки, овие копираат епте, ништо да преме, викаат, сега тоа е. Дечко Цар нема достава до Македонија тогаш никаква. И реков ќе си направам мои мајци. И се што ќе правам, Oh My God, нешто да се вика, да се дешава. И почна као за фраканција проект 2013 година. И тогаш дадов отказ во Мекен, зашто во Мекен не ми дозволија да го правам Oh My God, зашто ќе ми сметало на работата. Сваќаш? Ја отидов да ги поканам директорите од Мекен да ми дојдат на изложба и он ми рекол, ама вика ќе ова е судирни интереси. И ја као, но добро, ја дам отказ, да знаете денес. Ја отидов дома, сите пари истрошени на мајци, вака ги гледам мајци, викам, од вас ке работа. И ја направив изложбата прва у Концепт 37, 13 септември 2013 година. И помина одлично, мал број на мајци, тоа бе ни 100 мајци немав направено, испечатано. Помина одлично со тоа што ни еден другар не дојде да ги види мајците. Двајца дојдоа, само Васо дојде диџејот и Трајче пушташе и музика, така да тие двајца другари дојдоа, другите луѓе беа скрос рандом и се продадоа мајците. Знаеш, тоа што ти кажав преска, не ми треба фейк поддршка од другарите да ми кажат колку е добро, а да немаат поима. Тоа само ќе тонеш ти као дизајнер. Но вака доаѓаат рандом луѓе викаат, ова е супер, ова е супер. После тоа видов ја дека у Весник имало за Oh My God. Значи не ми се веруваш, како некој новинар дошол, напишал, во Скопје се случи изложба на првата кирилица што се носи. И тоа ми даде мотив да направам следната беше за Скопје,
Таа помина исто супер, тука почнав да работам и видеомонтажа, нешто се зафркавав, снимав видео, чваре правеше скречови со токсиколози, песна ова е Скопје и пак беше у концепт, исто помина супер изложбата, тогаш и со Флим имав колаборација на една мајца, као бивши колега и се уште другар. И после се случи третата, уствари, најголема изложба од сите, 370 мајци, 370 кутии за пици, тогаш имав купено од такви празни картони. Направив стенсил у една печатница на Forex, oh my god, пишуваше на него. Купив 3 спреја и со гнојна ангина, со 41 температура, пред умирање бев ја, цела вечер ги фарбав кутиите и ги диплев маиците за сабајлето да може да ги однесам. Значи, сега сум бушав и не сум среден у коса, така да тек тогаш каков бев, не можев, тогаш живеев во Дебармало, од Дебармало кај Силбо до Љубов не можев да ги однесам кутиите, рентав комбе, само за да ми ги однесе до таму, зашто немав како, и у 12 почна продажбата, во 4 сат нема мајци. 470 мајци се продава. Ја бев под джебови као музичар на свадба. Од сите страни пари ми висеа. Знаеш, као 600 денари. И тоа беше исто, концептот беше цел живот сум растен у такво мало, лошо мало, кај што сме имале по 100-200 денари у джеб. И сите знаевме дека, знаеш, као не можеш да потрошиш поише од 1000 денари на мајца. И затоа ставив 600 денари. Значи ја буквално имав нула заработка од мајците. Некогаш идев и у минус. Што става во мајците, става фризбија еднаш, имав една промоција, имаше фризби. Испечатано, oh my god, на него, знаеш. И сега, кога ќе пресметаш мајца, штампање на мајца, кутија, стикери, фризби или што и да е со мајцата, тоа кошта од прилика 550-600 денари. Мојот дизајнерски труд не го ставам таму уопште. Тоа е гратис да, секако. 600 денари. И сега 40 денари што ќе останат од 30-40 денари, некад не останува идич, значи буквално и од джеб додавав. Парите претежно ги трошев на частање вечерта другари на автор. Така да, знаеш, oh my god, буквално ми е мене пешен проект и никогаш нема да гледам да заработам. Сега ги гледам сите што направија после oh my god мајци, зашто факт е дека Индок беше прв што ги направи оние Celebrate Life мајците. После Индок бев јас. И од кога се појави oh my god, се појавија уште 50 други бренда. И тоа е супер, тоа е одлично. Мене тоа ми се свиѓа. Знаеш, камо среќа сите да работиме така. Знаеш, и ки ги видам сега, другари ми се и Дред Пен, и Иле Окс ми се другари и пријатели се знаеме. И ги продаваат и супер и ми се свиѓаат и ги поддржувам тоа што го прават. И секогаш ќе ги поддржувам тоа што го прават. Знаеш, за ствари за кои што ја нели се бунам, као да наплаќаш 700 денари за стикери, брат, ти си ненормален. Ама ако има пазар, ако има луѓе кои што ги купуваат, go for it. Мене ми е срам. Ја не можам да ставам 700 денари стикери. Мене ми се без пари. Стикер е нешто што го лепиш на лаптоп и го одлепуваш после месец дена што е досадно. Знаеш, не можам да ти наплатам 700 денари за стикери, мислам, сам нема да си простам. Дека сум наплатил или уште полошо да купам, сам нема да си простам дека сум купил стикери за 700 денари. Од што се од злато ли се да ја? Моментално, oh my god, некои планови за може да се Стагнира реобнови. моментално, oh my god, лани беше 10 години, тргнав да правам изложба, тоест продажна изложба на oh my god 10 години, ама бев во нека лоша транзиција у животот кај што не ми се правеше ништо. Веќе ги имав направено дизајните, ги имав адаптирано постари дизајни до best of и плюс 2 дизајни имав направено. Стигнав до моментот треба да порачам мајци, да одам у конфекција. И ден беше и закажана изложбата, значи 13 септември у Бруталис требаше да правиме. И дента кога требаше да одам да ги бирам, да ги платам мајците, за да ми ги направат у конфекција, да ги однесам после тоа печатница, не ми се правеше и баталив. И толку, крај. Многу лош период у животот ми беше лани тој, дефинитивно. Не сакам ни да се навраќам на тоа. Ама едноставно реков као,
заеби, тоа е тоа, откажав, бруталис, откажав се, буквално се, и се изгубив у планина на 2 месеци бев, малце Игор Джамбазов стил. Не дужев пари нигде, ама ми требаше да се опуштам од хаосов тука и се вратив и ми тргна на боље. Така да ми требаше тоа вајдо и сега за сега е супер. Конкретно што ќе се случува со Oh My God, не знам. Страв ми е. Не сакам да ги деградирам останатите луѓе кои што прават мајци. Значи они продаваат мајци 1200, 1800, 2000 нешто денари стигаат. Јас сакам да се задржам на фиксната цена од 600 денари. Знаеш, мојот план да продавам мајци за 600 денари би се нарекло нелојална конкуренција во моментов. Значи, ја ќе искочам на пазар, ќе направам и окей дизајни. Знаеш, ако стварно можам да направам окей дизајни и да ги давам за 600 денари и да идам пак без заработка. А во која смисла размислуваш дека, например, од бизнис страна сега да те прашам, тука често и бизнис збориме. Ја не сум Зошто бизнисмен. мислиш дека Ама Ја еве не на сум пример можеби со бизнисмен, менаџер да знаеш, пристапиш према Oh My God. Не можам, зашто е пешен проект. Аха. Ја, Oh My God не е бренд, Oh My God не е нешто, Oh My God е идеја. Така јасно. И поентата на Oh My God беше да биде идеја. Ајде да се собереме поише дизајнери да направиме за Oh My God ствари. И ако ги направив првите дизајни за Скопје, мене ми се јави од Министерството за култура и ми понудија пари да правам дизајни за Струга, за Битола. Бајо, ја не ја осеќам Струга. 2 пати сум бил у Струга у животов. Сваќаш? Најди дизајнер од Струга и нека се потпише со Oh My God. Не е проблем. Нека ги Oh My God е идеја. Нешто од, значи она чкорчето кој што и се пукна. Значи не ме зафркала, има толку многу добри брендови, има и многу лоши. Секоја чест што постојат и што прават цело време нови ствари, има и толку многу добри дизајни, добри дизајнери, пак ќе ги повторам, Дредпен, fucking гениален дизајнер е. Значи тоа што го црта, илустрациите, маиците како ги прави. Сега последно што ги прави оние дресовите фудбалски, со тото со едно со друго. Брат, fucking гениално. Значи секоја чест, топ, Иле, Окс, исто. Еве сега со Funky Fresh, со Гоци, со Чваре работи, прави дизајни, се труди човекот, знаеш. Секоја чест, Тони Зен, исто. Дизајните што ги прави. Омни, супер е, тоа е супер. Има многу лоши, не сакам да ги набројам, значи сега да не биде јас сега друкам тука у подкаст и сум седнал и друкам по дизајни. Ама има и лоши. Имаше Раце горе, тоа се појави. Детето, тоа од Битола, како се викаше, Никола. Значи Никола од Битола Исто беше одлично. Одлично дете, да, супер и баш он беше прв што ми пристапи на мене како да направам ова и ова. Како да направам промоција у Скопје. Еве ти контакти од Концепт 37, јави се, повикај се на мене, направи промоција. И детето направи промоција. Сега го снема, се изгуби, нешто се деси, знаеш. Имаше транзиции разни. Луѓе сме, се дешава све. Така да, идејата како Oh My God е успешна за мене, не е успешна, најуспешна идеја у мојот живот е Oh My God. Зашто Oh My God има направено да луѓето сега прават мајци, што ги бива и што не ги бива, и да се продават и да се носат мајци. Мене ме јако ја пред недела дена видов човек што носи мајца Oh My God од првата едиција. Тоа е 11 години се веќе. Значи не е ни излюштена мајцата, супер стои. Знаеш дека ти се свиѓам. Сега денес да ме прашаш е кринч. Знаеш дека ти се свиѓам. Ама тогаш ми беше јако, брат, 2013 година, знаеш дека ти се свиѓам. Да пише една мајца. Сега никад не би го облек, не, значи ќе си исечам рака, нема да го изенирам тоа. Ама тогаш беше јако. И таа е мајца најпродавана од сите. Имаш и со маче нешто како беше? Лабаво со мачето. Лабаво со мачето. Таа ми се свија ми е окей. И сега ми е окей. Значи, посебно со зидот од страна, па имав направено после мокап дуксер, па зидот иде вака преку цели, па преку ракави нешто, лудило. Ама исто у тоа време, знаеш колку беше проблем да испечатиме нешто. Најмал тираж 30 мајци. Не знам, ја тогаш сакав шорцеви да правам. Шорцеви како Quicksilver, оние што ги носевме Билабонг, и на джепчето да има отварач за пиво. Што ја пиво пијам. Викам на джепче нека има отварач за пиво и да си отвориш.
Идам во една конфекција и им кажам, викам вака и вака ми требаат шорцеви, не ми треба нешто многу, 70 комада. По 300 не фаќаме. Добро, викам за 70, вика цена нешто 1500 денари. Колку? 1500. Тебе викам. И после X години со Блажо скејтерот со SB, што го правевме дизајнот негов на неговиот скейт, па мајци, капи, Air Max патики му правев, значи и на крај отидовме ги направивме мајците SB таму со златна боја штампани све за ичпари. Се и добро, нели после 10 години си го враќаш филмот, да, пред 10 години беше фрка да направиш тоа. Но сега после 10 години толку е достапно и пак никој не прави, брат. Значи сега шо од мене ли се чека? Ја да направам све, да му се сневиди. Еднаш направив 2013 готово, ајде терајте вие, ја ќе сидам дома. Имам Fortnite за играње, не ме зафркај, сега ја цел живот мајци да дизајнирам. Знаеш, има доста, ви покажав како се прават, ви покажав како се продаваат, ви покажав како се прави се. Прајте бе, брат. Зошто се чекаш од мене? Шо сум ја? И мене ми се игра Fortnite, мене не ми се прави ништо. Ја ми се да дојам на промоција ке дојам. Знаеш, не, тоа е комфорт зона као, сега све е достапно и ништо нема. Разбираш? Сите туторијали се достапни за дизајн, еден добар дизајнер не искача. Како искочија Ласко, Костадин Трајановски, Динка, сите тие дизајнери, како искочија без туторијали, бе, бајо? Од кај научија они? Од работа. Веројатно обратно пропорционално се тие работи кои имаш многу. Они научиле со работа. Ти имаш све тука пред тебе и те мрзи да работиш. И викаш, леле, ова е многу тешко да го работам ја. Седи работи, ајде стапот одма погледа и готово толку. Не се зафркавај, значи срамота е. Сите информации ти се достапни и при рука и ти одбираш да бидеш мрзлив. Па Гоце, сакам со тебе исто и да мислам дека офативме оваа тема, ако имаш слободно уште нешто да не испадне дека те прекинувам. Мислам дека офативме као дел од градувањето, oh my god, почетоците, моментално периодот, фативме и целата сцена, као за секој прашање образложивме, јас само кажувам како асоцијации. Па добро, ти тоа се е. надобрзаш, да. Ја офативме, сакам некој дизајнерско прашање да отвориме онака глобално, што ги интересира луѓето кои се во индустријата, кои влегуваат, доста млади влегуваат, оваа индустрија која представуваш ти денес тука кај нас е доста актуелна. Тој дел не го спомнавме, може и да се надоврземе, бидејќи ја пробивме веќе сериозно временската линија во Реков ја 2 сати ќе правиме. Да. Сакам доста актуелно прашање, мора да се спомне, нели сега AI како влегува во светот на дизајнот, конкретно тој сектор ќе го фатиме, ова друго ќе оставиме. Midjourney таму е претендент да го превземе тој пазар и го превзима веќе доста солидно. Твое сега некое мислење после тој избор AI дизајн се надоврзува на тоа демек дали ќе исчезнат дизајнерите? Никогаш нема да исчезнат. Како гледаш ти на тоа, како се апдейтираш на тоа поле, дали користиш со просен конс нешто што се ги утврдува? Денот јако ќе искористам AI за дизајн, е денот кога ќе си ги сечам рацете. Тоа е дефинитивно и сите што работите дизајн, немој да работите со AI. Значи не се зафркајте, озбилете се. Значи AI постои за моментална инспирација, нешто да ти помогне као рачунај го као интерн или еве на македонски као чирак. Земи го. ChatGPT го сакам и го обожавам. Најдобар чирак на светот ми е. Бајо, напиши ми го текстов малце боле. И он ми го пише. Толку. AI дизајн, Artificial Intelligence дизајн, што ја користам AI дизајн, ама Adobe Illustrator. Тоа е така да да сме AI си. Да. Никогаш нема да го пипнам, затоа што е дизајн без душа. И AI никогаш нема. Збориш као финален продукт дизајнот и тоа да го разграничим, бидејќи со Нина например доста зборевме. Дизајнот Midjourney колку да сака да биде добар. Колку да напредува. Значи тој напредок од 2 години, 3 години кој што го има Midjourney моментов, зашто ја го пратам, а не го користам, го пратам што прави. Тоа е фасцинантно. Ама тој дизајн нема душа, сувопарене, што би се рекло народски, сувопарен дизајн. Промптовите кои што ќе му ги напишеш ти на него, он ги гледа како кецови и нули. Ти си ми мене клиент, јас сум ти тебе дизајнер, така јас сум човек, ти си човек. Ти ми зборуваш на мене, ја те осеќам, што сакаш да ми кажеш, така?
Значи ти ја внесуваш својата душа во брендот, ја внесувам својата душа во дизајнот. Никогаш AI нема да го направи тоа. И никогаш AI нема да ги замени дизајнерите. Плюс, on the other note, AI никогаш нема да ти направи тебе дизајн кога клиентот ќе ти каже не знам што сакам, кога ќе видам ќе го знам. Ниеден промпт не може тоа да го дефинира како задача за компјутер. Значи тие бинари не може да се испромптаат као не сум сигурен дали ова тоа, ај направи уште 2-3 дизајни, ако кога ќе ми се свиѓа ќе ти кажам. Make the logo bigger е едноставна функција. Го правиш поголемо, така. А тоа као тука сме, ама не е тоа. Тоа не може да се изгенерира. Тоа не може ја да го изгенерирам. Не, лупнам главата од зид и као да се раздерам и као ајде сега чекај да издизајнирам. За клиентов што ми се качува на глава. Зашто AI нема глава. AI е некој си сервер таму што стои што штрака. Или некој индиец, мојата tinfoil да ставам. Индијците што работат многу брзо само. Ти како промпташ, така Midjourney 20 индијци седат и штракат. AI е најлошата работа која што може да му се случи на нов дизајнер. Затоа што новиот дизајнер ќе влезе у комфорт зона, AI ќе би го направило. Бајо, научи прво да работиш. Научи ги алатките, научи го процесот на работа, научи го целиот workflow. Немој ти од старт со 0 денови искуства да пробуваш да стигнеш на финиш лајн затоа што Midjourney на тебе ќе ти направи нешто. Не си направил ништо у животот, ти ја знаеш само азбуката. Сваќаш? И не можеш да се наречеш дизајнер. Баш денеска имав дискусијата. На LinkedIn некоја си невеста има пишано арт директор AI дизајнер. Невесто. Тоа во иста реченица не иде. Да си арт директор и да си AI дизајнер. Биди или едното или другото, значи или имај офсет или знае азбуката само. И толку. AI дизајн е толку, знаеш азбука, пишуваш промпт. I want pink flowers with green hamburgers. А другава страна, околу инспирација со Нина Геометрива тоа го дискутиравме колку она експериментираат и општо дизајнери, нови форми, пронаоѓање нови облици. Нина е дизајнер кој што смее да си дозволи да се зафркава со AI. Нина има N-word pass за AI. Сваќаш? Нина знае да направи се. Нина го има направено процес од нула до тука да стигне. Нина е најболјиот дизајнер што постои на светов. И Нина може да се зафркава. Шорткат, да се користи AI како шорткат е проблем. Тоа ствара мрзливи дизајнери, тоа ствара неискусни дизајнери, тоа ствара дизајнери кои што бараат многу пари за многу мал труд. Знаеш? И ние постарите дизајнери бумер, бумер, нема гајле, ама знаеш сега ја као бумер дизајнер да се ставам тука и да ти кажам, слушај, AI не го бива, не, стварно не го бива. Ама стварно не го бива. Све е толку измазнето, све е толку направено перфектно, што еве у 3D дизајн конкретно, знаеш како беа на времето филмовите, тоест не знаеш како беа на времето филмовите. Кога почна 3D-то да се имплементира 94-95 година, тогаш сите дизајни беа шајни. Значи све светеше, брат, и се гледаше од авион дека е 3D нешто. И после тоа сватија дека imperfections makes perfection. Разбираш? Тоа што се случува сега. Тоа што се случува сега. Фотореализам. Знаеш, као никој нема точна коса. Ја ме за листоци, иначе кога го направиш AI го правиш вака и вика, брат, има овој коса, брат, мислиш мексиканец е. Ама не, уствари, имаш недостатоци, има деформации, има се. Моментално во 3D дизајнот, во 3D светот се прави тоа. Во графички дизајн, имперфекција, не можеш да направиш имперфектно нешто, можеш да го направиш намерно да изгледа така, ако имаш имперфект некаков се дизајн, кој што е имено лого имперфект лав, па сега срцето е малце
Спомнавме криво. футро преска исто имаше на таа тема нешто. Како? Футро го спомнавме преска на. Футро. Да, имаш исто за нешто за перфект исто дизајн. Да, он е гениалец, он е уствари како беше него слоганот компликуј едноставно. Значи он вика ја ќе стигнам вика од најсложеното до наједноставниот дел. И вика после малце ќе го закомплицирам. Значи, за неговиот пристап е тој. Он вика ја не сакам да биде се наједноставно. А Крапович логото е негово и он го направи убаво како такво. И после рекол, ај вика ќе му ги ставам овие двете вика тука кој Шкорпија само да биде као нешто да се дешава. Ама па од друга страна горење кога го правеше редизајнот, Life Simplified му се вика. Знаеш, ги бираш битките во кои што се бориш. Кај што можеш да комплицираш, комплицирај. Кај што можеш да поедноставиш, поедностави. За тие што се во дизајн може да отворат футро слободно да видат што се млади што не инспирација, футро инспирација, само немој да земате, значи пази, многу е лоша дистинкција тоа што те инспирира, а што сакаш да копираш. Нека те инспирира футро е гениален и пријател ми е и познаник, се знаеме, имаме развенето и лоши муавети меѓу себе, ама нели на ниво седнати на маса. После 10 пива више нема ниво, ама добро тоа е. Така да човекот е гениалец, дефинитивно гениалец и е еден од пионерите во денешно време во графички дизајн. И у адвертајзинг посебно, значи он не е само дизајнер, он е адвертајзер. Он технички дизајнер не е. И самиот го кажа, вика ја технички не знам да работам. Ја знам да ти кажам идеја, па ти као джуниор дизајнер кај мене што трчаш, нацртај. Па ја ти кажам дали е мојата визија таа. Знаеш, луѓето седнати на под у конференциска сала. Седнати на под луѓе сите, вака седат 12 луѓе и од зола пише продажба на мебел. Fuck off, брат, стани од маса, оди дома, готово, завршил работа. Сите седнати на земја, си викаш нешто не е во ред со сликава. И доле продажба на мебел и телефон ставен само, значи на времето со телефон кога се работело. Fucking гениално да ти. И знаеш, добар дизајн се познава во моментот кога кажеш како мене не ми текне ново. Знаеш, тоа знаеш дека добар дизајн. Гоце, јас тука веќе ќе почнам да го приведувам при крај разговорот, таа стандардна моја нота сега Имаме... доаѓа. Го пробивме тајмингот. Да. Технички сме ограничени, иначе би терали натака. Денес ти го се беше тука повикан, бидејќи како што спомнав преска со тебе и приватно споделив дека јас почнав дизајн да учам така копирајќи ги омега дизајните и слично, и тоа нема да биде фер да не го спомнам и вака. Не бе нешто премногу конструктивно со прашањата денес, некако Тостев ти беше доста инспириран, некоја своја страна си кажа тука. Ја ти мислам дека кажам. бев добар слушател. Да, беше добар слушател. Ја ти кажам, значи ако сакаш да правиме муавете контраверзно, ќе правиме муавет контраверзно. Ако сакаш да правиме муавет технички и досадно, ќе правиме технички досадно. Избравме нешто измеѓу да правиме, да. Формат, да. Вајде им се свиѓаше на луѓето. Доста теми има што не ги фативме, можеби некои теми што не знам дали требаше значење да му обраќаме, мислам дека се фативме пак за тоа некако сами изфилтриравме во тек на разговор. Не е задни подкаст, мислам, Да, јас сум тука у близина, така да Обавезно. Може да се повтори ова уште еднаш, сега и вака официјално. Ќе морам да ти се заблагодарам дека ние секоја недела сме ли во потрага по гостин, па тој треба да дојде да снимиме, види ти како е целиот процес, дека е доста тензично и соработка од страна од другата страна, многу ни значи. И многу каснеше иначе. Така да, го чекавме. Го чекавме тука, и ај дечките што работат тука со него, го чекавме. И така, и еве сега 8:30. А се договоривме у 6. Така уште еднаш фала ти што дојде, се надам дека си помина супер. Одлично, направивме разговор. Да. За тие што ќе им биде контроверзен разговорот, слободно нека коментираат, може некој може твојот самиот твој интервал фреквенцијата на која комуницираш и слично ќе им биде малце шок на некој. Ако ви смета гедоворит, мислам, знаеш, порасни сега да му се сневиди, не сме сите исти, не може сите да бидеме исти баби у комуникација. Мора некој да збори повисоко и пониско и малци по егоистично и така да such is life. Знаеш, Џон Вик као вика у четворката, such is life, тоа е. Мислам дека ова е доволно за последни зборови. Одлично. Тука ќе го одјавам. Уште еднаш фала. Фала ти тебе, се фала гледаме во вас. средна прилика обавезно. Тоа е тоа за оваа епизода. До следно гледање, пријатно.